Тој ветар северник колку штета ми прави. О, Стаса домакине. Стас. Пак ли бре, Андоне, црни Андоне? Пак, невеста. Јас веќе не знам што ќе се прави. На вистина, не знам што ќе се прави. И што сега пак ќе гладуваме? Што да ти кажам, тој ветар северник само штета ми прави. Ќе помине и се ќе покоси. Добар ден, домакини! Добар ден, Чорбаджио. Повели, влези. Не сум за влагање. Поминував од тука и да одам на дуќан, па реков еве да навратам да ве видам. Едно кафе да ти ставам. Не треба. Пиев две кафиња од заведе. Дојде сум за борчот за куќава. Бре, Чорбаджио. И ние тоа зборувавме сега со Ката, баш пред да дојдеш. Ветрот северник сите дрвца ми ги покосил, ми ги измрзнал, така паднале, скапале. Цел месец гладуваме. Мислевме дека ќе ги продадеме на пазар, ама пуст северник. Тоа мене не ме интересира, јас. Еве 5 месеци ве чекам. Андоне, за една недела, ако не ги соберете париве, ќе мора да си одите. Аман, Чорбаджио, смилувај се. На улица ќе останеме. Смилувал, не смилувал, тоа ти е. Еве сега си одам, за една недела се враќам. Ајде. Што црна судбина не снајде, бре, Андоне? Што ќе правиме? На питачки стап ќе паднеме. Како кучињата на улица ќе спиеме. Смири се, Като. Аман, смири се. Како да се смирам? Кога дење ноќе тие дрва си ги копавме, си ги калемевме, си ги полевавме. Тој црн северник, бел ден да не види. Нема мори жено не колни. Кој лошо мисли, знае што тој со лошо му се враќа. Туку, слушај јас, што мислам да направам. Што мислиш? Да кинисам јас на пат и да го најдам тој ветер северник, па ние со него убаво да се разбереме. Како, бре, Андоне, кога не знаеш каде живее, тој во планини се крие. Утре изутрина. Ке кинисам рано и ке патувам дури не го најдам. А кога ќе го најдам, ке мора некој заеднички договор да направиме. Ти не може ние да гладуваме и на улица да останеме, а тој на наш труд штета да прави. Добро. Штом си решил така, појди. Јас ке ти ја спремам торбата и палтото. И лепи вода ке ти ставам. Така да направиш. А сега, ние да си легнеме малку порано, оти утре сакам пред први петли да кинисам. Ајде, домакине. Ајде.
ти бе, човеку? Јас сум обичен селанец. Сиромав, ама чесен. А ти ми стоиш како да си ветрот северник. Вистина ли е тоа? Точно е, човеку, точно е. Јас сум ветрот северник и како што гледаш, јас овде чесно си работам. Си дувам. Прво 2 дена ќе дувам овде на овој рит, а сетне по кроци ќе појдам на оној рит онаму. И туку кажувај, зошто си ти дојден? Па, јас дојдов нешто да ти кажам, поточно да те прашам. Па ајде де прашувај, не туку се думај, тука јас сакам, јас не сакам, прашај. Секоја година безмилосно ми ги сотираш и ми ги премрзнуваш сите овошки. А за таа штета и сам си свесен. Не изгладнуваш и мене, и жена ми, а на крај сега дури и на улица како кучиња ќе останем. Многу ми вртиш ти, бре, човеку. Те гранки, те овошки, те посеви жена. Кажувај ти што намера имаш мене да ми кажеш. Ајде, кажувај. Сакав да те замолам. Ајде. За сета таа штета што досега си ни ја направил, некако да ми надоместиш. Јас да ти надоместам. Еми, како да ти надоместам, бре, човеку, јас? Не знам, еве за таа работа на тебе оставам да решиш. Вака сега, јас ќе подувам уште малку и ќе се подумам. Сетне, кога ќе ми текне, ќе ти кажам, добро? Ајде, добро. Ајде. Пола страна малку. Ми текна, се сетив. Фала Богу. Ајде, кажувај како ќе ми надоместиш. Само малку, слушај сега. Ја земеш ти, еве, оваа кутија, опа! И така јас ќе ти надоместам со оваа кутија. Сето тоа убаво, ама што аир имам јас од кутија? Слушај, вамо, човеку, ова не е обична кутија. Значи, кога ќе огладнеш, се што ќе посакаш, внатре ќе најдеш. Ме разбра сега? Само едно ќе ти кажам. Да ја чуваш како очите во главата. Немој да си ја дал некому. Оти ќе се сториш таков сиромаштен, што на земјава нема. Нема. Сполај ти многу, ветре севернико. Ајде сега. Многу сполај ти, да си жив и здрав. Оди со здравје, ајде. Ајде сега да видиме дали ветерот не прелаже или вистина тоа што ми се јаде ќе го најдам внатре. Леле, каква богата трпеза! За сета таа штета што ми ја правеше тој ветер, а лалда му е како ми се раздолжи. Фала ти, ветре. Сега јас малку да се омрсам. И гугни, бре, домакине, што стори? Ке ти кажам, бре, като ке ти кажам. Кај ти е торбата што ти ја спремив со леп? Аут, гладна си? Па со месеци не сме јаделе, бре, домакине. Тогаш, отвори ја кутијава, па да ти кажам на полн стомак. Што е со кутијава? Отвори ја, де. А што имавна? Господе Боже, што е ова? 3 дена мислам на зелник. Ова ми е поклон од ветрот северник. Сега ќе ти раскажам. Кога ојдов кај него, му кажав дека поради него гладуваме и тој ми ја даде кутијава. Ми кажа, оти во неа било полно со јадење и пиење какви ќе посакаме. Само треба да си замислиш што сакаш и кога ќе ја отвориш, тоа што си го замислил, во неа ќе го најдеш. Леле, што късмет нас најде. Само ни рече да не кажуваме на никого.
и да не ја даваме кутијата. О, добар ден, чорбаджи. Добар ден, Като. Како си? Варно, сполајте. Еве ги пере фалиштава, па да ги префрлам малку на сонце воздух да ги фати. Како, убаво. Домакино дома ли? Андон излезене. Отиде на овоштарникот некоја работа да заврши. Значи се вратила од пат. Слушна дека отишла на пат. Се врати. Епа, ајде да не стоиме вака ничкум, ке свариш ли едно кафе? Пуста, јас со кафе не те понудив. Мислев некој муавет да не си имаш со Андон. Ајде влези, ќе ти сварам кафе. Ајде. Повели, чорбаджио. Домакинке. Шубо, благо. На здравје нека ти е. Здравје ти имаш, домакинке. Туку пари за да ми се разложите немате. Ама за сладко и за шекер во кафето имате, а? Не вели така, чорбаджио. Мој Андон како скот работи ден и ноќе да собере пари. Јако, добро. Да те прашам нешто. Слушнав дека Андон се вратил од пат негде. Ми кажеш кај бил ти? Кој ќе ти каже тоа? Тој вез ден излегува негде оди по работа. Јас куќата си ја вардам и не знам кај оди. Во село слушнав дека тргнал на север. Така се збори. Знаеш како ти од човек на човек, а? На север, да. Значи знаеш кај бил, а? Ама, знам само дека на север бил. Па добро де на север, ама кај бил, шо правил, да не сокриваш нешто, макинка. Не. Па мора нешто да правил, кажи кај бил, шо правил. Бил кај ветерот Северник. Отиде да се расправа со него. Вез ден ги крши гранките во овоштарникот. Кај ветрот Северник бил. И што му рекол тој? Ништо де па ти што ќе му рече. Како може ништо да не му кажа, мора нешто да му кажа, домакинка, ајде. Не му рекол ништо, току му дал. Му дал? Да, Што? кутија една. Кутија? Да. Ама повеќе не зборувам. Сега ќе си го гризнам јазикот и ќе си молчам. Добро. Тогаш ќе му кажеш на Андон кога ќе се врати да дојде право кај мене в Мејана со кутијата, па тој да ми раскаже за неа што кутија била. Ајде сега. Отидов јас, а ти не заборави да му кажеш. Ајде со здравје. Ќе му кажам. Ајде, отидов јас. Пуста јас. Што сторив? Кутија, а? Баш да видиме што кутија е тоа. Да не е со златниците, овие сиромаси да имаш за сладко и за шекер во кафето. Што е, Мори невесто? Што е работа? Јадеш како мравка. Како да ти кажам, домакине? И како да? Кажи, што? Сгрешив. Што си сгрешила? Ајде, дај малку развесели се. Та сега со кутијава немаме гајле, нема за што да се секираме. Епа за кутијата да ти кажам.
Значи, ова е таа кутија, а? Таа е, чорбаџио. Што кутија, што има внатре? Ајде не кажуј, знам дека си бил кај ветроцеверник. Бев, да, бев. И? И бев за да му кажам оти кога дува, најубавите обовшки ми ги мрзне и ми ги крше гранките. Прв па слушам некој од ветрот кај ветро да се жали. Епа, мака си имав. Гладувавме со невестата. И тој што ти кажа? Па, ми ја даде кутијава. И ми рече, оти во неја има за јадење и за пиење се што ќе ти душа посака. Само треба да си замислиш што сакаш и кога ќе ја отвориш, тоа што си го посакал, во неја ќе го најдеш. Ајде, бе. Вистина е, чорбаџио. Андоне, епа ти сега оваа кутија ќе ми ја дадеш. Ама немој, чорбаџио. Ќе ми ја дадеш и така ќе ми се раздолжиш за куќата. Кажи, а јас со оваа кутија ќе си ја водам меанава и уште поголем чорбаџија ќе си станам. Ама ветрот ми рече да не ја давам. Ајде. Епа, пари имаш да ми го вратиш долгот? Собра пари? Не. Пари немаш, ама имаш кутија. Сега јас ќе ти ја земам кутијава и така ќе си се раздолжиме. Така нека биде. Ах, мори невесто, мори като, мори што си сторила? Ќути, домакине, душава ми се тресе. Е, сега ќе си умреме во беда и во сиромаштија, мори като. Убаво рече ветерот северник. За кутијата. Никому ни збор. А да поидеш ти пак кај него? Како да појдам, мори като, како да појдам? Што ќе му речам? Ми ќе му речеш што ти си му ја дал на стопанот на куќата. Оти е тој голем чорбаџија и си морал да му ја дадеш што ти ќе не набрка на улица. Па, кој ѓавол те тераше да му кажуваш? Не знам. Се си мислам дека ако одам ќе ме набрка. А, бре, Андоне, и онака нема што да изгубиме. Морарно велиш, нема што да изгубиме. Ајде, тогаш спреми ми ја торбата па да кинисам. Е, торба нема. Си ја оставил некаде по патот, мислејќи дека нема да ти треба повеќе. А и да имаше торба, нема што да ставиме во неа повеќе. Арно, така ќе кинисам. Добар ден, Ветру. Што бараш, бе, човеку, ти овдека? Од кај дојде нешто познат, мислиш? Јас сум сиромавиот селанец на кого му даде една кутија. Ау, се сети, ми текна. Е, па што ампа те вати па дојде кај мене? Како да ти кажам,
Кутијата што ми ја даде, си ја присвои газдата од куќата каде што живееме со жената под кирие. И сега пак сиромаштија ме мачи, не можам крај со крај да заврзам. Нели ти реков јас да ја чуваш ти кутијата како очите во главата? Нели ти реков, а? Нели ти реков никому да не ја даваш? Знам, ама ќе ни избркаше на улица. Па што да правам сега јас, а? Што да правам? Ајде сега бега од тука. Ајде бега ми од предноќ од тука. Ајде бега. Имам јас работа, се треба да дувам. Ајде бега. Те молам, те преколнувам, некако да ми помогнеш. Бре, човеку, бре. Ај стани се. Сега вака, ќе ти ја дадам оваа кутија. Ако си мудар, ќе ја искористиш мудро. Ако не знаеш, немој да си ми се појавил поиќе предоч. Ајде сега оди. Сполај ти, Ветро. Многу сум ти благодарен, цел живот ќе те паметам. Фала ти многу. Оди, јас треба да дувам, ајде. Оди со здравје. Малку да одморам. Ајде сега, скапоцена моја кутио, да ме нахраниш. Абе, зошто ме удираш? За да ти дојде памет. Паметот. Како бре, абе? Нова кутија велиш, а? Многу сум среќна. Нова домакинке. Што ти е домакине? Што уфаш? Ништо, малку грбот ме боли. Се укочив изгледа. Ајде, отвори ја. Што е ова, бре, домакине? Сега като, кога ќе ти дојде умот, затвори ја. Што беше ова, бре, домакине? Тоа беше човекот со стапот од кутијата. И ке не удира, дури не ни дојде умот. Пусти ние. Си ја дадовме старата кутија. Без ум останавме и си ја дадовме кутијата на чорбаджијата. А сега ќе гладуваме. Сега. Гладни, тепани. Што ќе правиме? Златна моја като, сега јас ќе ти кажам што ќе правиме. Ми дојде мене малку умот ќотекот. Вака сега слушај. Ќе одиш ти кај чорбаджијата и ќе му кажеш оти јас пак сум бил кај Ветро Цеверник и дека тој мене ми дал нова кутија, уште поубава од старата. Ама зошто, бре, домакине? Ти само стори така и ич да не му ја мислиш. Добро, ајде ќе сторам. Само да не отвараме веќе кутијава. Грбот ме боли од стапот. Ти шо рано? Ми дојдов кафе да се напијам од Теодона, дома ми е прекуглава. Дома? Да. Од каде ви е сирома си дома кафе? Па уште преку глава би била. Од кутијата, од каде? Каква кутија? Ти кога му ја зеде кутијата на Андон, тој пак отиде кај Ветро Цеверник. И донесе нова кутија. Иста како оранша има? Не, различна. Нова, поубава. Ајде. Различна видиш, поубава. И таа повеќе дава од претходната. Ама сега јас ке си одам, оти треба пак јазик да прегризам, многу почнав да зборувам. Јако, ајде. Оди си и поздрави го Андо на кафе, ти од мене. Нова кутија, па уште и повеќе дава. Не толку дзирка и низ чардакот ке дојде. Ќе дојде, ама еве, го нема. Ама верувај ми што ти кажувам. Еве го. Доаѓа. Ајде, нагоре, слободно. Добар ден, чорбаджио, добре ни дојде. Повели, седни. Добро ве најдов. Како сте? Арно, сполајте. Едно кафе ќе ме послужите ли, Знам што е работава. И што?
како што си слушнал од Ката, имаме нова кутија, поарна и полична. И сега демек, кафе сакаш да се напиеш, а сакаш кутијата да ни ја земеш. Не мрежи ми тебе, не. На кафе сум дошол да се напиjem. Добро. Ама сепак, кафе од твојата кутија ќе пиеме. Ако. А ке сакаш ли да ми ја покажиш само, а? Еве, признавам, затоа дојдов, откако ми кажа Ката, око немам склопено, сон не ми доаѓа. Но постојано мислам на таа кутија што е пуба и полична и, ете, само да ја видам, а? Не може. Оти. Оти ќе ми ја земеш и неа. Ама не аз имам, Андоне, еве ти давам збор. Морам да се смирам, ќе се смирам само ако ја видам. Хајде ве, молам. Епа домакинке, твојот збор е последен. Ами ако запнал, покажи му ја. Добро, ајде. Фала ти, домакинке. Ама немој да ни ја земеш, те преколнува. Ма нема. Епа се гледа дека е пуба, полична, поголема од оваа моја грдава. Така е. Ке може да дзирна малку? Не. Само на тој што е негова, може да ја отвори. Реално не. Не можам да издржам. Ај ве молам, дај тебе ја кутијава, а? Никако. Па нели збор даде? Ама, а што ќе ви е на вас, кутијава? Мене ќе ми се најде, ова дава повеќе јадење, ќе ми се најде в мејана. Еве, јас ќе ви ја вратам старата. Како да не, да менувам нова и поарна кутија за полоше. Ама дај тебе ја оваа кутија, ве молам, јас ќе ви ја вратам старава и ќе ви ја оставам куќава да си живеете во неа за навек. А? Само дај тебе ја оваа кутија. Епа, Ве молам. ако сака човекот, да не го одбиваме. Епа кога толку многу молиш, што ме таква работата? Ајде, ама ќе дадеш збор и пушти рака. Оваа кутија за ова и ќе ни ја оставиш и куќата. Да, така е. Ајде. Хајде сега. Ајде сега отидов јас в мејана да си ја отворам кутијава. Ајде. Имало крај на нашава сиромаштија. Имало, Морикато, имало. Да ни е жив и здрав ветрот северник. Умрев за јадење. Ајде, отвори ја кутијата да каснеме нешто. Знаеш како велат, Мори невесто, роди ме мајко со късмет и фрли ме на буниште. Ама џабе късмет ако ум немаш.